Зачести појавата на постпородилната депресија кај родилките. Ако не секоја, ама секоја втора жена во својот живот минала низ ваков период, кој се јавува како резултат на стабилизација на хормонскиот статус во женското тело после 9 месеци од бременоста и не секогаш е врзан со генетски предиспозиции на некои ментални заболувања. Првиот облик е наједноставниот и тоа најчесто се јавува. Значи тоа е еден вид на тага, како беби блуз познат во литература, и во тој период, кој што најчесто се случува кај мајките, станува збор за тажно расположение, што на некој начин е и нормално да се појави во тој период, бидејќи хормоните се смируваат после сите тие 9 месеци, каде што имаше буран на емоции, хормоните лудуваа на некој начин, доаѓа до смирување. Тука се исто и психолошките фактори. Значи, секако во почетокот е среќата и радоста, тој момент кога ќе се види бебето за прв пат, и потоа доаѓаат различни видови на стравови, како ќе се справи мајката со мајчинството, со грижата околу детето, со понатамошниот тек на животот, тука исто и партнерот. И тоа би требало да трае, тој беби блуз, околу 2-3 недели. Вториот вид или депресивно расстройство е понагласено со негативните и емотивните импулси. Тука е неопходна лекарска и медикаментозна асистенција, како и кај постпородилната психоза или најтешкиот вид на постпородилна депресија. Тоа настанува во периодот после раѓањето и тоа може да биде многу опасно. Значи, мајката е агресивна, нападна и може да биде опасна доколку не се превземат соодветни мерки за себе, за бебето и за околината. И најчесто во такви случаи доаѓа до хоспитализација, до припишување и спроведување на медикаментна терапија, покасно психотерапија. Заедничкото за трите видови е пред се мајката, предмет на истражување во смисла на каков начин е зачнато детето и дали е сакано, дали мајката има психички болести во семејната историја во кои услови е родено детето и слично, со цел побрзо и побезболно надминување на постпородилната депресија од било кој вид кај родилките.